Комисијата за финансирање и буџет, за денес во 11 саатот побаравме од председателот на собранието, нити ни одговори, нити вратата ја отвори на салата кај што треба да се држи. Побаравме контакт да знаеме како ќе се одвиват работите понатаму во собранието. Едноставно не сакаат да комуницираат. Ние и на овој начин и со вашето присуство овдека не се закануваме на никого со насилие, со обструкции и така натаму. Сакаме само да им порачаме да функционираат институциите на системот. Собранието да си ја врши својата работа, а тие да не смеат да го кршат уставот, законот и деловникот на мала врата да обезвреднат се што сме направиле до сега. Значи, ништо не сме оделен надвор од законите и од уставот и од деловникот на Собранието на Република Македонија. И во оваа прилика им порачавме, ако сакате на сила да направите нешто што е спротивно на уставот и законот, немој да мислите дека некој нема да одговори на сила. Јас не посакувам во Македонија да се случи било какво насилие, но сакаме да им порачаме дека не се плашиме од нив повеќе. Прво избегаваат секаков контакт, не сакаат никаков дуел, не сакаат јавно соочување на јавна сцена. Бранко неколку пати му порачува на Груевски, бирај телевизија, дај да излеземе јавно, па да видат граѓаните кој е во право. А тој што не е во право се сокрил таму и секојаш молчи или гледа зад затемнени стакла. И покануваме и пратениците од ВМРО ДПМН да дојдат, да излезат на било која куќа. Како што гледате, ниту една телевизија не беше удостоена да дојдат и со нас да се соочат, да разговараме. Не постои друг начин освен овој на кој што се определивме. Ако не сакат таму со нас да разговарат, ако не сакат на телевизија и радио да разговарат, со нас мора да разговарат овде, на улица. Мисла дека улицата е резервирана само за нив. И смета дека ние никогаш нема да се одлучиме да излеземе, да покажеме и смелост и храброст и дека сме подготвени да се соочиме. Тие може да прават многу глупости, а ние мора да видиме совестот на нацијата и на државата. Да им покажеме дека не се откажуваме од тие две вредности, ни како совест на државата, ни како совест на граѓаните. Ама им порачуваме дека немаме повеќе од ништо од нив да се плашиме, бидејќи работиме онака како што налага и совеста, меѓутоа и како што очекуваат граѓаните на Република Македонија од нас. Не се срамиме дека сме вложиле најмногу во темелите на оваа држава, нова современа македонска држава, и дека ги поддржуваме сите оние кои што ја создадоа, а тие видовте каков срам им направија токму на луѓето кои што ги дадоа и своите животи, ги сврглија како кучиња на улица. Не смееме да молчиме. Тука сме за да порачаме дека ќе се соочат со било каков начин на спротивставување, било какво насилие ќе ги дочекаме на отпор. Јас не би сакал во Македонија да се случи ништо лошо што може да не закочи во секоја сфера на НАТО, интеграција, европски интеграции. Ама да го браниме достоинството на граѓаните имаме обврска. Затоа и сме тука во собранието и сакам да ви кажам дека ќе одиме сега да ги поздравиме јас и Фијат, а цело време ќе видиме тука со вас. Ќе се вратиме. Утре е голем ден, утре треба да се состане собранието, да расправа по некои други закони, меѓутоа, ако се обидат на мала врат да го донесат буџетот, надвор од деловникот и уставот, бидете сигурни дека ќе ги оневозможиме. Нема да им дозволиме, ако треба ни во салата да го. Сега малку е ладно, ама ако викаме многу повеќе ќе се стопи.